Здраво, другари, здраво, криптореволуција. 15-ка. Ако отиде 17-ка, тој е 2 минути бонус. Моментално интересното е, честито, беше удрило 124.000. 159. Значи, другари, почнува интересно. Сега, да, биткоин доминанс удара. Интересно е, за разлика од преходниот bull market, тука гледа колку пати го пумпат биткоин, паѓа пумпат, значи тоа е, другари, не дека големите институции не веруваат, тоа е многу комарџија има. Значи многу комарџија има, шо интересно они не го продават, туку стават пута леверидж ударат дека ќе лита некои луди суми, разбираш. И овие берзите па продадат, земат ги парите, па го напумпат, разбираш. Тука неколку пати уствари ги зимат парите. Значи тука милиарди се зема, многу луѓе што беа со години у крипто, све живот иде. Така да, другари, тоа 136.000 следна фаза треба да стигне. Кога стигне 136.000, више ќе станува интересно. И да се надеваме тамо на 140.000 да застане малку, да почнат тие алткоини веќе у пичку матер, брат, да иде, со извинени. Значи, брат, че иде 123, падне, значи, бута ги алткоините, ги бута многу. По 10% ги бута алткоините и само одеме нагоре, за... Чекај, пали ми се одлогира. Не ви се. Значи, да. Цело време. Али тие што имате кафенце, цигаренца, кафанка да скратите, не е лошо. Луѓе, дури на оваа цена биткоин, се да го купите, после 2 bull маркета, другари, тоа е life changing. Тоа чудо 2030 не му бега милион. Најлоша варијанта пола милион. 2035 вториот bull маркет, тоа чудо иде и може да 5-10 милиона. Таму више ќе оде по милиони, нема да оде така по 100.000. Така да и сега да купите, не може да сгрешите за тие што ме прашавте. Ethereum исто ви кажав, не може да сгрешите веќе, BNB не може да сгрешите. Дури Solana, која што е малото мече, банана технологија со милион проблеми, гледате, форсирате и ки можно да напумпат до многу. Тука мобето не е колку ќе напумпат и колку нема да напумпат. Тука мобето е, другари, веќе Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Cardano и Ripple, кој што не го пратам јас и го немам. Тие веќе големите банки и корпорации после ќе ви го тражат за staking rewards. Ќе ви дават 3%, 4%, 5%, ќе се надпреварат кој повеќе процент да ви дава и дека да го ставите. Ја не би го ставал нигде. Значи сега ако се врнам во Македонија, чекам го уште тај документ. 3 месеци поминаа, брат. Ево уапсени се 30 и нешто срби, камионџии, у различни стейтови, затоа што не веруваат. Ја викам, луѓе, пишете се. Имате две опции, кажав во моите видеа, ама не ги гледат видеата, брат. Значи имате две опции, пишете се за self-deportation, за да бидете на таа листа, да тргнали од апсења, ќе ви платат авионски билет и ќе ви однесат дури до аеродромо, да се осигурат дека сте си отиделе. Не останувајте тука ако не сте женети, не останувајте у Америка да се играете играчи као нешто тие филмови што се движат низ диаспората од Балкано, дека као стило ќе поминало 2-3 месеци Трамп ќе забрави, нема забравување, 4 години е Трамп на власт. Значи наредните 4 години ќе се депортира. Се што нема амерички пасош ќе биде депортирано. Тие што имат визи, да, ќе си дојдете, да, се окей, само со визата, ако не ви е работна виза, нем да ве лажи ѓавол дојдете на работа. Умре тоа, другари. Посебно construction и келнери, повеќето латино ги зафркнаа, викат ги да работат, на краја на месецот и викат Ice Police да ги апсат. Нем луѓе да се лажат, што Америка завршена работа,
тоа што беше пред преходните 20 години, дека вие ќе дојдете тука, легално, нелегално, сеете, работите, зимате кеш, никој не е пипа. Заврши. Со ерата на Трамп се прави масовен рестарт, 4 години ќе биде така, сите срби, балканци, македонци, ако не сте женени, ако немате пасош, пријавете се за self-deportation, ќе ви платат авионски билет, ќе ви спратат до аеродромо и нема да ви ударат црнпечат, сите што си играчки играете и ги провоцирате, ќе бидете уапсени, ќе ви ударат 15 години или 10 црнпечати и ќе лежите од 6 месеци до 1 година затвор. Не си играете со тие кафе шема приказки, држави не имаме, Србија не е држава, Бугарија не е држава, Македонија не е држава, Хрватска е банана држава, Босна е банана држава, Црна Гора е банана држава. Едино Словенија е нешто стварно друго, најсимото описменено од нашата генетика да застанат на нози. Не си играјте играчки со тие бошмобети, кажав ви пред 6 месеци, не ме слушате. Пријавете се за self-deportation, ако не платете си авионски билет и излезете од Америка. Нема да престанат у наредни 4 години да депортират. Најлошата варијанта е тоа да лежите затвор. Некете да лежите у амерички затвор, другари. Еве ја чекам, пишан сум, чекам да ми испратат писмо и да ја напуштам Америката. Моментално, друго, тоа е за многу прашања што ме поставија и снимам видео од 15 минути, немам намера на сите филозофија, упораки да ви кажувам дека е се нај у Америка. Ја ви кажав, уште од српската телевизија, Добро утро Србио на програмата на Happy TV, кажав, луѓе, нема да бидете поштени со депортација. Кој имате парички, може слободно, другари, да земете авионски билети и дојдете за Тајланд. Значи, тамо гледате, другари, дека Capital Gain Tax on Crypto Trades нема се плаќа. Значи, одете там да трейдате, не у Македонија и у Америка. Друго, моментално ме прашава шо мислам за руски или се дроновите. Шо мислам? Уште еднаш како не сте видели. Има ли тон да видим? Тоа Путин ми го прати. Многу луѓе ме прашаа моменталната ситуација во Америка. Моменталната ситуација во Америка е Department of War. И моментално ово се случува. Знаете, ако упаднам повеќе детали да објаснувам, ќе ми го блокират видеото, пошто се уште нема правдина. Биткоин си играе шах со сите. Де факто, овие сите се работиле заедно со вештачката интелигенција и со најголемите и најпаметни научници на цел свет за да го создадат тоа чудо. Таа дигитално ID и сите тие чипови чуда, другари, ово биткоин е решението за тоа што секој ќе има бекдор за на black market да може да избегате од градо и да го користите чудото. Не верувам дека одма ќе литне на 250.000, тоа ако литне на 200, литне на 250.000, ама следна фаза мислам дека треба да е 236.000, ама ако литне 250.000 нема лошо. Тие што ме прашаа да купуваме ли, другари, $1,000 ако сте купили, ако литне на 250.000, значи валјда ќе направите некој пара. Кафе шема ако не ударя се прозеам дека, брат. Ке зеам ке купам 50 чоколада, брат. Не знам, у 9 сато се прозеам, многу се нервирам, брат. Само верувате ли го седнам пред компјутера ме фаќа тоа кафе шемата. По продавници низ Америка веќе, другари, поклони, gift card се купуваат у биткоин. 124 или 164, со среќа, честито на тие што купија на 16.000, на 23.000, на 6.000, на 75.000, па дури на 100.000 со среќа, а тие што чекате 30.000, чекајте. Чекајте, упораки, можем да ве рокаме и блок. Другари, ние сме 2021. Гледајте. 2025 сме тука. 210 ќе отидели, ќе видиме. Гледајте, другари. Тие филмови што сте вчера упаднале у крипто и кажувате дека кажи го и шо нема? Кажувате ми на мене упораки, а нема у коментари дека биткоин ќе паднал 30.000. Не знам, да седнеш
На кафе ще имам обед да си огубиш времето, Райко Петко ти кажал, шо ке било со биткоин, има ли он биткоин? Нема. Купил ли некош крипто? Не. Брат, не знам шо да кажем. Не знам како си го губите времето. Дай бе на Борис да дадете сапорт. Мръзи бе, братче, гледай, 4 лайка, 56 го видели. Дай бе, брат. Дай бе, не бидете мръзливи, брат. Моментално пукам на кај Македонија со овие. Излезете на балкона и чекайте. Ки мало ни награди. Мене тука денеска како возев на кај плажата. Brave браузър ви кажав, да, уште го користам, гледате моментално јас сум на Brave браузър, значи не сум користил нешто појако. Замислете си, пред 200 години го користам. Јас извинувам, пред 200 години го користам и може да ви кажам дека тоа чудо ми има блокирано много, брат. 9 сата од мојот живот ми има заштедено у реклами. А добро, дака ми се другите објави. Денеска јадов од овие. Бракета денеска играа македонците, ја преспав, додека да станам, многу сме различна временска зона. И двај чекам да си дојдем во Македонија луѓе да земе да почнеме да играеме, да фармаме инк. Моментално инк, ако се сеќавате, ја го купив на 15 на 17, сега е на 63. Значи да бевте играле, луѓе, сега можете да оставате. Брат, јас извинувам, на 55 да го продавате, братче. Треба да земе на камера, ставам дома да видите ниту еднаш кај не сум се прозевал. Седнам на компјутерот, мозоко како програмиран се го траеш тоа кафе. Наш ке му го давам. Другари, брат, 63, ама нема кој да играе. Ако, брат, ќе дојдам ја во Македонија да се нафармаме ние, па тај па Френч со Нидало што ги боде, да се надем дека не ја блокират канал, не го видов. Майкл Сейлор, брато, зима на заем и трупа, страшна работа. Брат, зашо нема, дека ми се другите објави? Нема, денеска е викенд, другари. Мобето беше да, уште да трупате, ќе одат нагоре, уште не сме на all time high. Отидени и стратегијата 30% биткоин, 30% етериум и 30% кардано. Чекай, брат, дека ми објавата за кардано. Јас ти извинувам, објавата за кардано ја нема. Значи па ми бришат овие од YouTube, брат. Абе од хисторито ми го избришава видеото, замислете си, шо сакав да ви покажам. Другари, тоа е, мобето е, Google Cloud will run ADA, ово беше многу, со извинение, неферски, Cardano више требаше да биде $3, брат. Али утепаа се тие китовите манипулирајки, се утепаа се манипулирајки, многу јака информација има, не мрда, една голема екипа продава, да се надевам дека ќе дојде друга многу јака екипа што ќе го флипне целиот биткоин за Cardano и браче толку брзо ќе отиде од колку е 0, дека го гледаш. Од 0,85 да литне на $3, па да ги изгуби сите пари. Тие китовите што купи прода играат на овие цени. Другари, bull market ќе има. 22 секунди, кажувам ви, Cardano и на оваа сума не е лошо, затоа што се зима staking rewards. Ќе правам такви кратки видеа за да ви дојде акъло да ви кажам да не се плашите, bull market ќе има и овие месеци се клучни. Чао!